Додека светската јавност е во шок по трагичниот биланс на загинати и повредени по пожарите кои беснееја во соседна Грција, пламени јазици на отворени простори му се закануваат на целиот регион. Според податоците на американска НАСА, кои метеорологот Борис Секирарски ги сподели на социјалните мрежи, 14 земји од Балканот се во опасност од пожари и на копно, но и на помалите околни острови. Американската агенција за аеронавтика и вселена предупредува на вкупно 166 можни пожари на критичните локации во земјите од така наречен проширен Балкан, а само во изминативе 24 часа најмногу локации се детектирани во дел од Турција, и тоа 76. Во Грција пак, каде во огнената стихија изгореа 85, повредени беа 200 лица, а стотици семејства останаа без своите домови и натаму е под закана од пожари, и тоа на 7 различни места. Во Македонија, Словенија, Босна и Албанија се забележани по 2 локации, на кои постои опасност да избувне пожар. Во соседна Бугарија НАСА предупредува на 11 локации, а според истите податоци во Србија под закана се 26 места. И покрај тоа што во најголем број случаи одговорноста за овие катастрофи се бара во човечкиот фактор, метеоролозите објаснуваа дека постои посебна методологија според која се детектираат локациите под опасност од пожари. Зависно од временските услови, пожари избувнуваат секоја година во одреден период без да бидат подметнати од човек или резултат на негово невнимание. Па така кај нас месец март, кој често знае да е сосема сушен, дрвјата немаат листови, сонцето грее по исушена трева, а воздухот вообичаено е сув со периоди кога има и помалку од 25% релативна влага. Пожарите сами од себе се честа појава. Дополнително метеоролозите велат дека дури дно од стаклено шише изложено на сонце може да создаде пожар. Одговорност бара и грчката јавност за Армагедон, како што подоцна беа крстени катастрофалните пожари. Тамошната политичка криза го зема данокот. Власта се соочи со обвинувања за недоволна обученост на спасувачките и противпожарните екипи, кои ги немаат потребните капацитети. Политичката ситуација кај јужниот сосед во секој случај ќе биде обликувана во зависност од исходот на катастрофата. Во меѓувреме, екипите од теренот околу Атина стравуваат дека бројот на загинати допрва ќе расте.